Јас сум Викторија Додевска, а вие го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Ова се кратките најави, останете со Жители на Шупли Камен 10 дена се оставени без леб. Пекарниците кои досега им доставувале леб одлучиле да ја запрати спараката, тврдејќи дека им е неисплатливо да ја вршат и доставата по замрзнување на цената на 33 денари. Жители на селото Шупли Камен 10 дена се оставени без леб. Пекарниците кои досега им доставувале леб одлучиле да запрат со испорака, тврдејќи дека им е неисплатливо да ја вршат и доставата по замрзнувањето на цената на 33 денари. Претходно цената изнесувала 40 денари. Во селото кое се наоѓа на само 10 километри од Куманово, веќе неколку години не работи локалната продавница. Велат сега се снаоѓаме кој како знае, иако во селото има и лица со посебни потреби, стари изнемоштени пензионери кои сами не можат да заминат за набавка во градот. Пред 10 дена ни рекоа дека нема да донесат, не им се исплати и луѓето што ќе прават, кој како се снајде, тие што можат месат, тие што не можат се снаоѓат, некои од децата, од роднините, од комшиите носат. Мало село, не е мало, него нема луѓе доволно, немаме пат, немаме продавница. Лошо, близко село, али нема основни намерници. И тоа сега брзо, ама луѓето се мачат. Сега ќе почне работа, ќе нема од кај да се снабди леб, пручово време ќе почне леба да се квари. Газдата рекол не се исплати, барајте си чаре. Тие што возат така не рекол, немаат шофери, немаат радници. Сега до кога ќе видни како рекол ќе одат да барат. Вие лично како се снаоѓате? Месите или ви носат? Мене децата ми носат, стално синовите доаѓаат, ми донесат, понекогаш и јас месам, јас уште можам да работам, ама има луѓе болни што не можат. Има само мажи во куќа. Тешко е да се снајдем, аш не може и стока да чува и да меси и да готви. Не оди, по еден во куќа. Иако сме на само 10 километри од градот, немаме ниту основни продукти, а подалечните села имаат, велат овие жители. И денеска сточарите од селото Љубодрак го блокираа регионалниот пат Куманово-Скопје во период од 10 до 12 часот, против одлуката за уништување на свињите донесена од инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство, откако пред 6 месеци беше откриен случај на африканска чума. Председателот на местната заедница Бобан Лазиќ информира дека на нивна иницијатива утре вечер во 18 часот во кружната сала на поранешен комитет ќе се сретнат со представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и од Агенцијата за храна и ветеринарство, за да најдат решение за проблемот што ги мачи изминатиот период. Денеска имаше протест, мирно, 4 дена узастопно правиме протест, мирно е, се требате. Може само да кажу дека имаме договорено утре на 22 март во 6 сат во комитет состанок со агенција од страна на директорот на Агенција и храна и ветеринарство. Има најавени уште некои, не е уште сигурно тоа, министр на земјоделие треба да дојде, па ве поканувам и вас да дојдете таму. Знаете и сами, тоа е зошто протестиране, сака да и уништа свињи. Пред 6 месеци имаше зимано крв, нема болни, па упорно сака да ги уништат. Па се надаме дека утре вечер ќе постигнеме заедничка цел. И затоа ве поканувам и вас да дојдете и вие, не само и вие, него и поканите со и сви други села да дојдат да присуствуваат на тој состанок, за да кажат што имат намера и која ги е намера, њиња намера која е
Дали сакат намерно да ги уништат, дали стварно постои, ама да постои, до сега немаше да ни една свиња да постои тоа село. Само да не подсетите, имаше ли досега уништување на свињите во нашето село од почетокот како започна нели состојбата со африканска чума? Да, имаше во едно од лидувалиште, имаше таму 11 свињи, 54 прасиња и од тогаш на намо ни една свиња нити се разболе, нити павугина, ништа. И фактички они со заплашување самите одгледувачи они почнаа да ги ништа свињи. Има само дали 8-9 одгледувалишта на свињи што чуваат повеќе свињи, а кој чувае по 2-3 свињи, тие све ги уништива. И сега нема уопште у село свиња, само тие што одгледувалишта што чуваат, што воја. Али никоде нема никакво, он е прво. Агенција за храна и ветеринарство, они нема никакво соработку со други институции, нема соработку со ветеринарно, со СОВА. Имавме контакти со ветеринарно, вика слободно нека дојде. Ми може да потврдиме дека не е имало ни лечење, не е имало па ни угинало свиње за овие 6 месеца. А по закон тамо 40 дена, ако нема ширење на болест, они за 2 месеца треба да дадат решение дека треба да се обновува, да се чува едноставно. Луѓе има земјоделци што су од тој живе. И ја едноставно, и ја имам таму ниве, производам уморус, ечмен, се треба за свиње. И сега не стои тај храна, на кога? Никој не купува на ништо. За до години зашто да го сеи? Зашто да сеи ниве? Зашто да садам уморус, кад нема што да го потребуте тој? 43-годишна Кумановка во Кумановската полиција вчера пријавила дека на булеварот Октомвриска револуција нејзиниот малолетен син бил каснат од куќе скитник, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Во ресторан Грација денеска е промовиран проектот соработка со визуелните уметности за промовирање на регионалниот културен идентитет. Носител на проектот, финансиран од Европската Унија, е Фондацијата за култура и спорт од Куманово, а проектен партнер е Народно читалиште Димитар Благоев 1925 од Добриниште, Република Бугарија. Имплементацијата е започната во септември минатата година, а ќе трае до 29 септември годинава. Соработка во визуелните уметности за промовирање на регионалниот културен идентитет е насловен проектот на Фондацијата за култура и спорт Куманово, промовиран денеска на пресконференција во ресторан Грација. Партнер на проектот е Народно читалиште Димитар Благоев 1925 од Добриниште, Република Бугарија. Основна цел е развој на туризмот, а специфичната цел е промовирање на соработка меѓу регионалните актери во областа на одржливиот туризам. Станува збор за проект соработка во визуелни уметности за промоција на култура и идентитет на регионот. Учествуваме во проектот од месец септември, истиот ќе трае до месец септември. За роковите ќе зборувам малку подоцна. Сакав само да ви посакам едно топло добре дојде и се надевам дека во најкусо можно време ќе ви ги доловам сите оние активности кои помина, но и оние кои следуваат, додека да го добиеме финалниот производ. Во наредниот период проектот ќе биде имплементиран преку повеќе активности, работилници во Банско и во Куманово, изработка на документарен филм за визуелни уметности во регионот, набавка на опрема за Фондацијата за култура и спорт, организирање на форум за дискусија, развој на веб-базирана туристичка платформа за визуелни уметности, форум за уметнички туризам и визуелна презентација на туристичка понуда на Куманово и културни настани во Банско и завршна пресконференција на проектот. Вредност на проектот е финансиран од страна на Европска Унија со 96.152,96 евра, што е 85% од целокупниот проект, а национално кофинансирање имаме со 16.968,19 евра, што е 15% од сумата на вкупниот на целиот проект. И периодот, како што веќе напоменав, на имплементација од 30.9.2022 до 29.9.2023 година. Целни групи на овој проект се културни и туристички чинители во Банско и Куманово, кои би имале корист од резултатите од проектот и подобрената туристичка промоција, односно понуда, партнерски институции, други локални културни институции, локални самоуправи, предпријатија, институции поврзани со туризмот.
Директни корисници, проектниот тим од двата проектни партнери, проектниот персонал вклучен во имплементација ќе го негува и потикнува воспоставеното партнерство и директно ќе учествува во трансферот на знаење и искуствата, консултанти и даватели на услуги. Оваа целна група ќе има економска корист и уметници, културни и туристички работници кои директно ќе учествуваат во пренос на знаење, градење капацитети и споделување на искуства. Крајни корисници ќе бидат локалното население, уметниците, работниците во културата и туристичките работници, субјекти кои работат во туристичкиот сектор, посетители, туристи, локални власти, културни институции и така натаму. На крајот на денешната пресконференција преку интернет врска на настанот се приклучија и представници на бугарските институции кои се дел од проектот. Инаку на 6 март годинава во општина Куманово беа потпишани 2 договори за национално кофинансирање по програмата за прекогранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија. Веде директорот на Фондацијата за култура и спорт Куманово Марио Рангеловски и министерот за локална самоуправа Ристо Пенов потпишаа договор за проектот соработка во визуелните уметности за промоција на културниот идентитет на регионот. Истиот ден градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски во име на општината како носител на проектот со министерот Пенов потпишаа договор за проектот подобрување на туристичкиот потенцијал во Ќустендил и Куманово преку модерна визија за регионите. Општинската организација на Црвен крст Куманово во соработка со Дивна Јанкова, обучен тренер за прва психолошка помош и психосоцијална поддршка во рамки на проектот Конекс Балкан, спроведе работилница на тема справување со стрес. Истата се одржа во просториите на Црвен крст во Куманово, каде учествуваа 17 лица кои во моментот ја посетуваат обуката за асистенти на лица со попреченост. Учесниците за време на работилницата слушнаа за најчестите реакции на стрес, кои се најчестите механизми за справување со стрес и стресни состојби, кои се позитивните елементи на стрес, препознавање и справување како и вежби за релаксација. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски во гостување во емисија на национална телевизија информираше дека во тек е формирањето на граѓанското здружение и верува дека на следните избори ќе ја добие поддршката од граѓаните. Во тек е формирањето на граѓанското движење. Очекуваме во септември-октомври тоа да се случи во Скопје и ќе ги повикаме сите граѓани. Тоа ќе биде граѓанска иницијатива, односно движење, кое што досега не било вообичаено. Ќе биде од граѓаните за граѓаните и верувам дека на следните избори ќе ја добиеме поддршката од граѓаните бидејќи ќе излеземе со реално остварливи политики и ќе ставиме крај на корупцијата и рашомонијата во државата, рече Димитриевски. За жената што ја сакаше насловот на делото на српскиот писател Мома Стефановиќ, кое синоќа беше промовирано во Занаечискиот дом во Куманово. Во Занаечискиот дом синоќа се одржа книжевна вечер со српскиот писател, публицист и книжевник Мома Стефановиќ, автор на делото За жената што ја сакаш. Тој е писател кој разработува теми за машко-женските односи, објавува размислувања, истражувања и афоризми, подеднакво интегрирајќи ги и мажите и жените, рече промотерката Христина Алексовска. Се што пишува, го пишува од свое лично искуство. Она што го воодушевува, она што го разочарува, го сублимира во она што значи жена. Секоја жена е приказна за себе. Лесно е да запознаеш жена, но тешко да ја пронајдеш и да ја откриеш она вистинската. Она кој ќе се грижи за тебе и ќе ти го чува сонот. Секој има своја точка на топење, па и силната жена. Дали ќе пукне или ќе се растопи, зависи само од мажот. Ако го пронајдеш она што една жена ја исполнува, си добил се. За малку, жената може да врати со многу. Затоа, запознај ја жената. Запознај го незиниот свет. Таа е невидлива врска на минатото со сегашноста и иднината. Символ на среќата, задоволство како жена да зрачи, како девојка, како жена да ја негува љубовта, како мајка да ја дели душата, да го носи товарот на времето, да биде грациозна и нежна, да биде своја.
Самиот Мома на почетокот на книгата вели: не мора да бидеш маж да ја почитуваш жената, но мора да ја почитуваш жената за да бидеш маж. Ми рече дека е почестен што сум дојдена дури од Македонија, да идејата да ми биде гостин во Куманово, сугерирана од Лидија, веднаш се разви во моите мисли и ние договоривме кафе средба утредента за да зборуваме околу деталите. И како што велат, ако желбата ви е доволно силна, дури универзумот се покренува да ви ја исполни. И еве, драги мои почитувани кумановци и кумановки, вечерва овој посебен човек за мене, а верувам и за сите што го следат неговите објави, е токму тука со нас. Неговите дела се проследени со пофални зборови, а овој пат целта беше да укаже на примарната потреба на мажот да ја освои заштити жената која е столб на секое семејство преку комуникација со публиката. Жену не мораш ништа да питаш. Она ти све каже и да не питаш. Значи, неопходно е, нама мушкарцима е потребно само мало, само да видимо, да хоќемо да чуемо и да ја ослушнемо пулс. И она нам све каже. Речима, чутањем, покретима, да не идемо далje, уздасима, гаđањем пикслом, како год, али све нам каже. На нама е само да те знакове прочитамо. И sad, kad razgovaram ja sa svojim drugarima o tome, oni kažu, ma daj si normalan, misliš da se trudim nešto tu i koliko žena ima. Ja potpisujem da su samo dvoje celo. I samo na taj način može da funkcioniše i naš život i uopšte ova planeta da preživi. Настанот е подржан од општина Куманово преку програмата за културни настани за 2023 година, а организиран од хуманитарното здружение Мајка Куманово и Фондацијата за култура и спорт. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе акцијска контрола на територијата на земјава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 234 возачи. Од нив 14 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 2 возила се движеле со над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа 130 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 104 надвор од населено место. Во текот на вчерашниот ден, во период од 8 до 14 часот, од страна на секторите за внатрешни работи и патролни тимови составени од полициски службеници од Оделот за униформирана полиција, спроведена е акцијска контрола во областа на сообраќајот на територијата на целата држава. При контролата санкционирани се 35 возачи, од нив 21 санкција за возење без возачка дозвола, 4 мерки поради возење за време на прекршочна санкција, односно забрана за управување со моторно возило, 5 санкции за возач почетник. Во однос на возилата, кај 17 констатирани се неправилности и преземени се мерки, од кои 3 за неисправни сопирачки, 3 поради измината важност на сообраќајната дозвола. Упатени на вонреден технички преглед биле 32 возила. За време на контролата санкционирани се и 99 други видови на прекршоци. Во продолжение следува преглед и на вестите од Македонија. До крајот на неделава или на почетокот на идната ќе имаме конкретен одговор кој ќе биде во насока на тоа што има законска обврска и што може да се прифати. Се друго што не може да се прифати и зашто се потребни законски измени, не можеме таквите барања да ги разгледаме во овој период, изјави министерот за образование и наука Јетон Шакири во однос на барањата на дел од матурантите за скратување на материјалот за полагање на државната матура, зашто во петокот протестираа и беа примени во неговиот кабинет. Шакири соопшти дека за нивните барања
денеска имал средба со директорката на Државниот испитен центар и нагласи дека МОН поддржува се што има законска основа. Шакири денеска имал состанок и со председатели и представници на студентски сојузи од универзитетите за да разговара за нивните барања. Разговарале за изедначување на износите на стипендии од иста категорија со анекс на договорите. Во врска со субвенционираниот студентски оброк, министерот рече дека ова право почнало системски да се решава и дека овој месец исплатата ќе биде побрза од претходните месеци. Најмалку 3 македонски агенции се во преговори за увоз на работна сила од странство. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи во интервју за МИА вели дека тоа е веќе востановена пракса во Хрватска и Бугарија, каде компаниите градат и интернати за престој на работниците кои воглавно доаѓаат од земјите на средниот и далечниот исток. Има земји со 115 евра минимална плата, а нашата плата е 3 пати поголема. Имаат исто така и многу полоши услови за живење и работење, изјави Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи. Конкретно, Димитров добил понуда за работници од Непал, но се преговара и со Бангладеш, Пакистан и Индонезија. Ако тоа не го направиме со селењето на младите надвор, ние ќе останеме без работници, економијата полека ќе пропаѓа, а буџетот ќе остане без пари. Значи државата уште сега треба да се подготви, ако тоа не се направи, да се намали и бројот на пратеници во парламентот и број на министрите во владата и бројот на вработени во јавната администрација, бидејќи ќе нема пари за сите, додаде Димитров. Тој смета дека е потребна либерализација на пазарот на труд, а правата од законот за работни односи да важат подеднакво и за домашните и за работниците од странство. Мислам дека Македонија не е држава како некои арапски држави каде што странците ќе работат по 20 часа, ќе немаат никакви права и ќе се третираат како граѓани од втор ред, изјави Димитров. За запирање на иселувањето пак мора да се реформира структурата на образованието и стопанството, да се деполитизира општеството и да нема селективна примена на законите. Представниците од Стопанската комора на Северозападна Македонија денеска реагираа на одлуките на владата да интервенира во цените на производите со нивно замрзнување. Тие се согласни дека треба да им се помогне на граѓаните, но дека државата мора да најде други механизми. Сметаа дека тоа може да се постигне преку намалување на царините и данокот на додадена вредност. Одлуката на владата за замрзнување на цената на јајцата ќе ја почитуваме во целост, бидејќи ние и така не планиравме поскапување. За жал не можеме да размислуваме за корекција во надолна линија, бидејќи и сега сме најефтини во регионот, а трошоците за производство на јајца се високи, вели директорот на една од најголемите живинарски фарми Везе Шари. 40-годишен кумановец вчера околу 23 часот во кумановската полиција пријавил дека на улицата Доне Божинов бил нападнат од 2 лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, информира полицијата. Просечната месечна нето плата во јануари годинава изнесувала 33.943 денари и во однос на истиот месец лани е зголемена за 13,2%, објави денеска Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен на годишно ниво во секторите транспорт и складирање 23,4%, градежништво 20,9% и информации и комуникации 17,3%. Намалување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на декември 2022 година е забележано во секторите градежништво 5,1%, преработувачка индустрија 5% и трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли 3,5%. Просечната исплатена бруто плата по вработен во јануари 2023 година изнесува 50.837 денари. За крај една тажна вест. Денес во Лос Анџелес почина македонскиот театарски, филмски и телевизиски глумец и хуморист Димче Мешковски. Инаку Мешковски е роден на 31 октомври 1945 година во Скопје. Матична сцена на Мешковски беше Драмскиот театар во Скопје. Оствари улоги во многу театарски представи како Диво месо и Хамлет од Долно Гаштани. Беше дел и од многу телевизиски и хумористични серии, радиодрами и играни филмови. Својот глас го позајмувал и при надсинхронизација на цртани филмови, познат ни е по Гаргамел од Штрумфови.
Добитник е на повеќе награди. Награда Војдан Чернодрински за представата Викенд на мртовци во режија на Коле Ангеловски. Награда за најпопуларно ТВ лице според анкетата на Екран. Награда за представата Болва во уво за најдобра машка улога. Награда 13 ноември. Награда Ристо Шишков, како и наградата Војдан Чернодрински за животно дело. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време. Температурата ќе се движи во интервал од 2 до 16 степени Целзиусови. Ви благодарам за довербата. Останете и понатаму со нашата програма.